Добар ден, драги гледачи. Половина од неделата помина, уште половина остана за до викендот. Но не е битно тоа. Битно е што ќе гледаме вечерва во топ тема, а тоа е нов мандатар и премиер на старо нова влада со стари и немски проблеми. Пандемијата во експлозија, енергетика во кома, економија на инфузија. Има ли новиот мандатар решение за сите овие предизвици? За правдата и неправдата, високата корупција и тестот на интегритет како партиски лидер. Вечерва во топ тема интервју со мандатар Димитар Ковачевски. Топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Тоа ќе гледате вечерва во топ тема, не пропуштете. А денешната главна тема гласи: дали новата влада има малку, таман или премногу министри? Ве очекуваме да ни савите на телефонски број 02 307 6677 и да ни кажете ваше мислење. Секако не е само тоа тема, имаме и подтема. Доколку вие сте премиер, колку министерства ќе брои вашата влада? Кои ќе бидат вашите одлуки донесени? Ве очекуваме. А пред тоа да ве добиеме на телефонски број 02 307 6677 да го видиме прилогот што нашиот драг колега Миомир го има спремено. Харвард е поврзан со едногодишната обука за извршни директори на мандатарот Ковачевски, кој во биографијата пријавил дека е доктор по економски науки, со дводеценијски стаж на високи позиции во телекомуникацијските компании, најмногу во Телеком. А последниот објавен труд му е за буџетирање за родова еднаквост во време на пандемија лани. Најгорливото меѓународно прашање за тимот на Ковачевски е односите со Бугарија, за кои во програмата на идната влада е напишано дека ќе се продолжи со разговори со пријателската држава. Историјата ќе им се остави на историчарите, а е подвлечена и дебела црвена линија. Тимот кој го предложи Ковачевски има 6 дипломирани економисти, 6 дипломирани на Скопскиот правен факултет Јустинијана Прима, кој останува главен креатор на функционерските кадри. Нема ниту еден дипломиран филозоф, ама во биографиите има една филозофска мисла. Каде што има визија, има и промени. Ова е животната филозофија на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој преживеа. Наместо во пишана форма, преку инфографик Спасовски се представили како носител на тешки одлуки. Слично по форма CV има и предложената вице-премиерка за борба против корупција, Славица Грковска, која не открива дека од мај лани работела во МВР во секторот за информатичка технологија. Стигнала на теренот на Спасовски само еден месец по информатичко-управната афера со стотици лажни пасоши за светски криминалци. Биографијата на Бујар Османи е кратка. Една ворд страничка на која повеќе од половина си запишал заслуги за успех во државните евроинтеграции како вице-премиер и потврдува дека е единствен дипломиран лекар со медицина во владата. А не е во здравство, каде е дипломираниот стоматолог Беким Сали од Алтернатива, кој пред повеќе од една деценија во време на ДПА министерот Имер Селмани му бил шеф на кабинет. Во биографијата навел и учество на семинар за здравствен туризам пред 5 години во Бурса, Турција. За ресорот на Сали, во владината програма пишува дека ќе треба да ја стимулира вакцинацијата на младите, додека опозицијата ќе биде убедувана да гласа за законот за изградба на новиот клинички центар како државен приоритет. Неговиот сопартијат Джемел Чупи, дипломиран политиколог со искуство на вероучител и одбиен амбасадор од Кина, има двојазична биографија како и сите албанци министри, но неговата е карактеристична по тоа што е преведена со Google Translate. Дебарчанецот Чупи треба да биде без ресор, надлежен е за диаспората, па си пишал дека омилено хоби му е уживање во новости и документарци за меѓународен пазар, како и читање на дела за историја без Ј и цивилизација со Ј. За тоа ќе треба да се грижи новата министерка, Бисера Стојчевска Костадиновска, пратеничка позната и по скафандер гласање, дипломиран филолог и универзитетски професор по англиски јазик во Битола. Незината биографија кажува дека своевремено ја преведувала теоријата на релативност на Ајнштајн, книгата за досијата на FBI и Гордост и предрасуди од Джейн Остин, која пак во оригиналот на англиски е напишана погрешно, со 2 «е» во CV-то на единствената професорка по англиски во новата влада. Во програмата на владата наведено е дека ќе се вложува во обновлива енергија. Меѓу нив е и проектот Стипион, планиран за изградба врз плодна почва. Ќе се работи на озаконување на криптовалутите, планирана и борба против корупцијата во сопствените реблови, која ќе почне со визуелно и аудио снимање на граничните полицајци. Нешто слично како во австралискиот случај Ѓоковиќ. Тоа беше прилогот од нашиот колега Миомир и се надевам дека ве потикна да савите и да го споделите вашето мислење за дали новата влада има малку, тамам или премногу министри. Нормално и за подтемата, доколку вие сте премиер,
колку министерства ќе брои вашата влада и кои се тие ваши одлуки? А пред тоа да ве добиеме на телефонски број 02 307 6677, ја да ви кажам како вие може да не добиете нас преку нашите социјални мрежи. На Facebook, црвена линија, во меседж, односно порака, може да ни пратите ваше мислење, став за главната тема, нормално и под темата, и ние заедно ќе ја дискутираме, ќе ја прочитаме, ќе ја видиме. Нормално може и преку нашите други социјални мрежи, на црвена линија на Инстаграм и на Твитер, да ни пратите и таму ваше мислење за главната тема и за подтемата, но може да ни пратите и никнейм, дали преку Skype, Zoom, како вие сакате, за да ве добиеме преку видеоповик. Нормално, како што ве очекуваме највеќе и принос имате, ве очекуваме на традиционален начин на телефонскиот број да дозвоните 02 307 6677. Ве очекуваме, имате 90 секунди за ваше мислење. Пазете на времето кога ќе се јавите, да не испадне дека намерно кратиме, не ве кратиме, си знаете тоа, ве очекуваме, звонете, не се срамете. Пред да почнеме, дали имаме гледаш на линија? Немаме, не е битно тоа. Одиме кон социјалните мрежи, имаме коментар, краток и јасен, од Игор Јанковски, ако може да покаже режијата за и вие да видите, токму така. Здраво, поздрав до емисијата. Јас сметам дека новата влада си има таман министри. Ве поздравам, секој е добра. Значи, кратко и јасно, тоа беше од Игор Јанковски. Ти благодарам, Игор. А сега имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, ве прашам прво? Добре, фала Богу, сега со празниците. Директно сакам да бидам уклучен во емисијата. Приклучени сте, во студио сте, ве молам. Добро. Погледам темата, колку министри има. Премногу има. Премногу, зашто така? Во оваква мала држава, толку министри и толку пратеници, тоа е чудо големо. Само си отварат места, само си прават министри, пратеници, 125 пратеника. Што е ова? Кој ќе ги плати? Од каде? Сите фирми затворени, сите фирми во стечај, ключ ставија, луѓето едва и преживеат без плати, со мали пензиски плати. Мисли ли ова државата? Да? Што правиме така? Рекоа ќе се качат платите, рекоа ќе се качат пензиите. Ништо тоа. А да се зголемат министерските и заменските места. И пратеници, уште 120 да ги направат. А за подтемата ја прашам, доколку вие сте премиер, колку министерства ќе брои вашата влада? 60. 60. Да. 60 пратеници, 30 министри. Не е тоа малце многу? Премногу? Не е, да. Добра. Не е многу. Супер ќе биде. Сите со функција заедно. Чита во Фински има 12 министерства. Тоа беше тоа. Секако припазите на бројникот. А сега идеме на нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Одлично. Да, ве слушнеме. Мислам дека има премногу. Зашто така мислите? Еве, сега ќе ви кажам, затоа што сите отприлика се е сродно, а само се ставени министерства без везе колку само да се запослат и да се назначат слуги. Мислам дека за држава како нас не треба да има владата, не треба уопште ни да постои, туку треба да смениме системот. Тоа треба да биде председателски систем, каде со председателот ќе си назначи луѓе за тоа да кажеме за внатрешни, за надворешни работи, тие луѓе ќе си назначат своји раководители на оделенија. Вака како што е поставено е само гломазна администрација, ништо повеќе и никој, пазете, проблемот е што имаме гломазна администрација и никој за ништо не одговара. И секој се вади секој дека некој друг му е крив. Ако имате да кажеме 10 министерства, тој министерот само ќе назначи раководители на оделенија. Да кажеме, ако земете полиција, имате оделение финансиска полиција, имате ваму полиција, имате стари негот, сте завршиле работа со тоа. Или ако земете го да кажеме под финансии да ставите. Ставете царината со раководител, не мора да ставите директор, ставете да кажеме бојше имате раководители од колку директори. Транспорт и врски, раководител на оделение за градежништво, за патен сообраќај, само што ја знам како ќе се подели. Но министер треба да биде човекот кој ќе ги координира работите, а не само да чека некој друг да му ги следува работите. И затоа че мене кај нас се случуваат овие многу големи театри. Земете, видите, Македонија пат никоме не одговара.
Да, ви благодарам што се јавте, ја пак ќе ве потсетам, ве молам припазете на времето да не испане дека ние намерно ве кратиме. Не ве кратиме намерно. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, вие сте, како сте? Добро е. Сакам да се вклучам во емисијава Црвена Во емисија да сте вклучени, ве молам вашето мислење. Па вака сега, значи во овие последни 30 години со искуство што кој дојде на власт, Да. вработувања, проширувања преку агенции, измислени работни места и многу како се вика, исто број на На министри? пратеници. А, на пратенички, добро? На пратеници, голем број на министри, заменици министри, подпредседатели, порано беа оние без ресор, министри многу и така натака. И сега, значи, треба во Македонија дефинитивно да се седне, да се направи анализа комплетна што треба да функционира оваа држава. Да. Исто, државните јавни предпријатија се преполнија од нестручен кадар. И затоа вака ни се случува и со енергетика, и со водовод, и топлификација, и што ти ја знам многу работи. Значи, треба да се седне, да се размисли и за изборна единица, една и за тогаш ќе може, мислам, тие што ќе бидат во собрание, ќе можат вистински одлуки да донесат. Затоа што секој може да мисли и да размислува со својот ум. Добро, ви благодарам што се јавте. Се надам дека ова нема биде прв ни последен пат да задзвоните. А пак припазете времето, а не испане дека ние намерно ве кратиме. Не ве кратиме намерно. А сега се надоврземе со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер, имаме некој на линија? Да, јас ве слушам. Како сте? Добро, супер, одлично со Мило ми е дека сте супер. Да. Ајде ве слушнеме за главната тема. Што има да ни кажете? Сакам да прашам. Да? Темата е дали новата влада има малку тамам или премногоба тамам? Дали е наш збор или турцизам? Во дигиталниот речник така е напишано. Да? Да. Не знам, јас се сомневам, мислам дека е турски збор, тоа значи добро. Може на турцизам, да. Да. Инаку, како ќе одлучи владата, така, супер е. За тема да зборам, дали новата Да, влада ве има слушаме. малку. Да, толку од мене, ви пожелувам. А пред да ви случиме, ве прашам, вашата Да? влада колку министри ќе брои? Како? Вашата влада колку министри би броеле? Па не знам, ја не сум компетентна за тоа да зборувам. Немојте така, па сакав да ве прашам, може имате идеи, имате желба? Не. Јас сум обичен граѓанин, јас гледам стално телевизија Телма, Ви благодарам. задоволна од сите. Ви благодарам многу. Поздрав! Чао, имајте убав ден. Пред да се наврземе на нашиот следен гледач, само потсетам, припазите на времето. Идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Вие сте на линија, како сте? Одлично, Мило ми е. благодарам. Па вака, јас моето размислување е следното. Ајде. Се додека не најдат заеднички јазик, двете водечки партии во државата, тоа се мисли на левица и десница, СДС и ВМРО, се додека не го прифатат моделот на Меркел, да створат една влада, двете влада, значи да не прават напаѓања, тие го сопна магарето, друго се качи на магарето. Значи, треба да бидат заеднички да работат за интерес на македонскиот народ, да решаваат проблеми, а не да решаваат кој кого ќе го зафрка, вака грубо кажано. И се до тогаш ние не можеме да имаме ни влада, ни министри, ама апсолутно не може да имаме никакви функционални, што се вика, политички раководења во однос на државата. За нас и лично за мене мислам дека сигурно ќе се сложат со мене и многу. Ние сме мала држава, веќе и помалку од 2 милиони, ако пописот е како треба. Да. Значи, за нас е доволно да има минимум 60, максимум 80 пратеника, со тоа фактички 40 пратеника
тоа е 40.000 секој месец помалку, само личниот доход без доприноси и слично. Ако паметно размислуваат нашите политичари, ние ќе имаме и добра влада, добри министерства, добри раководители и државата ќе оди напред и ќе се радуваме сите на... Да, ви благодарам што се јавивте. Се надевам нема биде последен пат да задзвоните, во очекуваме наредна емисија. А сега имаме следен гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, ве прашам прво? Добро сум. Мило ми е. Благодарам на прашањето. Како сте вие? Па, работно се тера. Јас сум насмеан, среќен. Вие во очекувам. Да ви кажам право, јас сум гледач на сите наши телевизии. Добро. Меѓутоа, ме привлекува ваква телевизија која има и вакви емисии, каде што може гледачите да се вклучат. Интерактивна, тоа е Да поентата. кажам нешто. Да. Во Скандинавија, многу помалку имаат во парламентот и министри, и, како да кажам, делегати у самата влада. Ние сме многу мала земја во Европа. Нам ни треба 60, како да кажам, во самиот Сенат. Министрите, Да. многу министерства треба да се укинат, кои немаат врска со животот на граѓаните во Македонија. И покрај тие министри ќе се укинат и тие советници и тие останали служби, така да во касата на државата ќе останат повеќе пари за да може да се употребат на убави работи. Ја оплячкаа државата. Сепак, времето пројде и ја прво сакам да се благодарам дека се јавте. Наравно, се очекувам да не биде последен пат да задзвоните, очекуваме наредни емисии. А сега со наш следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, ве прашам? Добро, фала ми на Господ. Фала многу, мило ми е. Добри. Мило ми е. Значи, дали новата влада има малку тамам или не да има премногу? Да, според вас. Да кажам. Значи, толку мала држава, толку многу министри, ја не знам, и само нешто, само измислуват. Ема, еве, сега, не знам, министер за уз и извоз нека стават. Министер за марихуана, не знам, ние сме сега пречка слушав први во светот на уз, па така доаѓа. Ние сме веќе многу најмала држава, меѓутоа светски сме многу позната. Сега, пошто се знае, некој по некои иновации, ние по марихуана. Ја сега тоа го слушнав на телевизија. Мислам, ова е стварно невидено. Па што прават тие 120 пратеници и ова колку ги има министри? Па дали оваа држава може да издржи? Значи, народот е тие министри, пратеници уопште влада, ајде како да кажат, значи они се финансираат од народот, од работничката класа. Они ништо не работат. Значи, треба народот, работникот, да сработи нешто, па они од тие пари да платат како што треба, еве сега, како што даваат, не знам, на топлификација, владата ќе финансира, како може влада да дава пари, каде им се парите кога они делева дивиденти и ред други работи. Ти кога си приватен, треба малку да си води сметка. Така да ја не знам што е со овие министерства, па нас ова ни треба упола што ги имаме министерството. Ја не знам што работат. Никој ништо не работи, само се луксузираат, си се збогатуваат и уште. Ви благодарам што се јавите и пак припазете ме, молам, на времето, да не испадне дека не ве кратиме ние. А мислам дека имаме следен гледач на линија. Добро вечер. Задоволен со вашиот добро, пријатно. Ала? Добро вечер. Ви имаме на линија? Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, гледачот ни се исклучи за жал. А, имаме, ве слушаме. Во студио сте. Како сте? Добро. Мило ми е. Што имате ни кажете за темата? Само 35 пратеници на ниво на Македонија, високо образовани, од бедни семејства сиромашки, и 6 министерства комбинирани.
и плата по 700 евра, минимално 800, најмногу. И досегашниве бугарофили, проверени политичари и секакви Без навреди. криминалците од типот на Мјалков од ВМРО, ДПМН, што сега... Без имиња, ве молам, без имиња. Строго ваше размислување, без имиња, ваше мислење. Без имиња, ве напоминавме, без навреди. А сега мислам дека имаме нов гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Па, фала Богу, добро. Мило ми е тоа што го слушам. Страдавме што страдавме. Од 90-ти години 250 до 300 илјади нас не сотра, те не сотра. Али, верујте, запамтите ги овие зборови. Они ќе бидат позијан него нас што не сотра, што ни затворија активни фирми и ово оно. Без обзира колку и да има и министри, и советници, и пратеници, и ово оно, они се под туѓа капа, друг диригира со нив. Верујте, тоа мене не сум ни Нострадамус, не сум ни Баба Вања, не сум, али сум по далечни 60 години можам да кажам што е и како е и све. А еве да ве прашам за потемата. Пазите ме, многу се, пошто индустријата е уништена. Да, а да ве прашам за потемата, вие сте премиер. Колку министерства ќе брои вашата влада? Моја влада? Вашата влада? 8. 8? Доста се. Кратко и јасно. Прво економија, здравство, школство и готово. Супер. Не ми треба Одлично. ни советници, ни ваму, ни таму. Индустрија разви, изда земјоделие, тоа е. Без Матија Гувец. Ви благодарам што се јавивте, а мислам дека се имаме уште еден гледач на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Како сте? Добро, ја прочитав темава, па малку ме заголицка и сакам да ви се јавам. Ајде, ви благодарам. Мислам дека кај нас претеруваат со министерството. Премногу се, според вас? Слушав, премногу, да. Во Швајцарија, слушав, толку богата држава, 10 министерства има. А ние имаме на 20 и сега министер за без ресор, па министер без ресор, само редат. Ние од која економија ќе ги храниме тие министерства? Леби во министерствата треба да се запослат и друг административен кадар. Тоа е огромен терет на стопанството, на државата. Плюс тоа, имаме 120 пратеника. Нашата држава е 2 милиона. Од 80 пратеника, во никој случај не треба да има повише. Да ја растеретиме од товар од државата. Министерствата и министерства што се нацвет, да се намалат, а не тие викаат дека не примаат, а фактички стално има конкурси за примање од политички партии кои се на власт, да се примаат нивни административен кадар. Само се лупа административен кадар. Кој тој кадар ќе го плаќа? Од каде пари? И зашто после на крај се кажува дека ние ќе имаме просек негде 500 евра, па со кој просек? Со оној во стопанството? Во стопанството е 300 евра. А ќе имаме таму 500 евра со нивните 1000 евра плата, што се и ќе се покрие. Така просекот ќе го покриеме ние, ќе добиеме 500 евра. Тешко на стопанството со ваква влада. Доколку не се намалат министерствата и пратениците, значи, зборувам за понатамо, ние ќе видиме во голема була. Ви благодарам што се јавивте и што ни го кажете вашето мислење, но пак ќе подсетам ја, ве молам, припазете на времето, да не испадне дека намерно ја кратиме. А сега имаме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, прво ја прашам? Најбитно. Добро сум јазика, јас сум гледач од Струмица. Мило ми. И прво поздрав до вас и до телевизија Телма. Фали. Јас, на пример, јас како земјоделец, јас прво би го укинал Министерство за земјоделие. Зашто? Па сега ќе кажа, затоа што на некому смета Министерство за земјоделие. Сега ќе кажам, 2019 имаше штрајк во Скопје. Ваша телевизија, вашите новинари оде од човек на човек прашува дали се земјоделци. Да, јас, значи сега говорам што е точно. А после летото имаше
Црвените чадри, цела влада, зошто них не ги праша дали се тие членови на црвените чадри? И тоа беше цело министерство. Друго, ваша телевизија за топор сега не кажа ништо. Тотално ништо. Па и за земеделието не говори ништо. Значи, како да ви пречи да вас земеделието. Значи, сите телевизии ги гледаме, сите ги слушаме, ваша телевизија слушаме редовно, ја гледаме ние кој земеделието. Но за земеделието тотално нема ништо кажано. И затоа би го укинал Министерство земеделие. Јас би предложил влада да има само 7-8 министри, не македонци. Бидели македонци, ние пречиме едни на други. Значи би ставил од националноста негој, тие нека си водат со државата, ние само ќе си гледаме, ќе си молчиме, ќе плаќаме даноци, например, плаќаме даноци, Западна Македонија се гради 2 автопата, Струмица нема ништо. Ако го праше, Струмица е најмногу оштетена од таа влада. Значи никаде не се градат овие како магистрални патиши, се предвиди само едино до Радовишти, Струмица нема ништо. Струмица Радовишти тоа е локален пат. Значи не е меѓународен пат. Да не крене да струва за Бугарија на 54 км, значи подобро да со нагара толку со кола. Времето ви истече, ви благодарам што сеевте, ве чекуваме на наредни емисии. А сега малце се одмориме со реклами. Тоа беше од нашата мала пауза, сега се враќаме со главното, со вас. Имаме следен гледач на линија. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Како сте? Дали, слушаме? Се слушаме, вие сте у студио? Па вака, онака другарски, после после 20 минути звонење и која ќе погоди баш рекламите да ги чекаш, малку надразнете секој случај, што се јавува у програма. Ајде тоа да го оставиме онаа што се вика на техникали оди работа. Него преферирам вака, прв пат разговарам со вас, не сум многу по телефоните и по тие работи. Дали прашањето вие го срочивте или тоа е редакцијски? Целата екипа? Мола? Сите заедно, целата екипа одлучивме. Сите заедно, добро. И нормално актуелно дека е. Па добро, ба сега вака и срочено вика влада, ајде за суштината, вика, дали стварно е битно на нас, граѓаните, да ме прашате малку, таман или премногу министри, или да разговараме за содржината и за суштината? Еве, прво буквално да одговорам на малку. Ова влада знаеме, кај нас секој пат се вишак министри у такото, поглед на тоа колку работа, што се работиле, 30 години до кај сме, јас и ти се ако разговараме, граѓанството тоа одавна го знае. Таман, Боже мој, добро, значи, хипотетички сега разговараме, кога јас би бил премиер. Да, вие кој биле? Што може, не дај Боже за вас, може и да ви стар премиер. Така, многу се министрите, меѓутоа, едно 5-6 ресори се чинам дека може да ги задоволат потребите, едно... Ви благодарам што сеевте, припазите на времето, ве молам. А сега идеме со нашиот следен гледач. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро, благодарам. Мило ми е. Вака се слушам на рекламите дека вечер ќе биде новиот премиер во ваша емисија. Да. Му поставите едно во топ тема. прашање. Дали ќе може или не? Ајде, ќе запишам секако. Еве вака, дали оваа влада ќе ги обезбеди возрастните граѓани што се во завод 4-5 години до пензија, а немаат никакви примања? Добро, ќе пренесеме, а прашам за нашата главна тема. Ваше мислење? Па да ви кажам, не знам, 5-6 министри доволно се и многу за нашата држава. А сега да се префрли... Тие пари Да. што ги земаат министрите и пратениците и министерствата без ресор, да ги одвојат за нас што сме под завод без денар, а сме работеле по 30 и кусур години, каде се нашите пари што сме одвојувале за пензиско осигурување. Значи народот веќе за жал умира, не да чекува пензија, а господава сите влади си ги трошат нашите пари. Значи, молам ко телевизија да му поставите на вакво прашање на министерот, пошто ние никако не можеме да дојдеме до никакви одговори. Ние само се изборуваме преку телевизиите за нашите проблеми, а не доаѓаме до никакви одговори. Значи, си носат закони
со 14 години во државна фирма да си, ако си со 12 во државна, другите во приватна не важи, а сега на приватниците како им помага државава? Ние сме работеле во државни фирми. Ви благодарам што се јавивте и прашањето ќе го пренесам на Боби Христов, што ќе ја води топ тема вечерва во 19 часот и 15 минути. Сега да се надоврземе на нашиот следен гледач. Браво. Како сте? Се надевам добро. Па јас се надевам, мило ми е. Да, па знаеш, мора да живее човек. Да. И со нада, како кажи, како ги сватиш. Значи, за владава немам што пополно да кажам. Значи, наметната влада, диригирана од страна на Карето, пак ќе нагласам, на Лондон и на Брисел. Значи, од таму е оваа влада диригирана, треба да доврши некои работи кои се многу прљави, кои се опасни за македонецот како нација, како народ. Така да немам ич желба да ги слушам како влада, не ги поддржавам ич и драге воле би ги тргнал од оваа функција кај што се сега истиве тие што ги ставија демек министри, а дали ги има премногу министри, не да ги има, како кукојце у жито, толку се, значи, зачестени, толку се, како да кажам, ги има многу расширено распространето. И тоа све се штетници тие. Штетници невидени, значи, взимаат пари за иш ништо, носат одлуки за порцелански танирчиња, шолички, лажички, чашки, за расправи, за сите тие работи, усари не се расправи, злато се, ајде здраво, пријатно. Фала ви многу, пријатни на вас, ви благодарам што се јавивте. Дали имаме следен гледач на линија? Добро вечер. Да. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добро. Ајде да ве слушнеме. Ве слушам добро. Дали вие ме слушате? Одлично ве слушам. Одлично. Зборите слободител. Водителот и вакви би требало повеќе пати да имаме. Лично. Ве молам ако може да повторите? Ако може вакви емисии повеќе. Ако може вакви емисии повеќе пати да имаме во текот на неделата. Интерактивни, информативни. Секој ден има. Но оставете тоа, да се свртиме кон нашата главна тема. Дали новата влада има малку, тамам или премногу министри? А и тонот намалете го на ТВ приемникот на 0. Исклучиво таму. Само на телефон зборете, исклучете го тонот на ТВ приемникот на 0. Имаме друг гледач. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте во студио. Дали се слушаме? Следен гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, како сте? Фала му на Бога, за многу години да е. За многу години, фала му на Бога. Се слушаме, убаво? Се слушаме, добро, сето е уред. Дали новата влада има малку? Тамам или премногу? Ова е сето за во контейнер и море, теко Албанија. Разбра, што сакам да кажам? Па, ај повторете. Овие се не се малце, него за 2-3 контейнера и преко Албанија в море. Еве, свртиме нашата подтема. Вие ако сте премиер, колку министри ќе брои вашата влада? Имаме веќе друг гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, ве прашам прво? Прво да ве поздравам. Емисијата ви е навистина за поздравување. Ви благодарам многу. Комплименти во секој поглед, прашањето уште подобро. Мило ми е дека ви се допаѓа. Владата, дали има доволно министри, јас сметам дека има не малку или доволно, туку премногу. Премногу. Народов да работи само за нивните плати. Како второ би сакала да изјаснам дека за мене не се сите компетентни кои седат на тие места.
Како трето, не може некомпетентна личност или нестручна во областа во која самата треба да си знае докаде и се нозете, да работи и да сноси одговорности за другите луѓе. Не може една несоодветно образувана личност да седи на место, а да носи одлуки за стручни лица. Малку сите луѓе во владата, поготово министрите кои донесуваат одлуки за целиот народ на оваа држава, да размислат убаво, да седнат, да разговарат, да побарат излез од ситуацијава во која сме вметнати. Државните, можам да се надоврзам на државните плати. Дали некој си ги погледнува своите плати? Секоја плата секој месец е се помала. Дали се работи за 200, 300, 500 денари? Тоа за едно семејство е многу. Да. Мило ми е што сеевте и ви благодарам. Сега за жал дојде крајот на емисијата, дојде и тоа да го видиме. Ама, си знаете, секој работен ден на Телма телевизија црвена линија од 16 часот и 40 минути. Сега главната тема за утре, која гласи: некој на Банник крши лепче со паричка, а други на Василица паричката ја бараат во пита. Има ли правило? Ве чекувам утре. Пријатно.